Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате: политичките партии со регионални посети во рамки на предизборната кампања. На повеќе места во Тетовско складиран смет ја загадува околината. Гостиварката Маргарита Милошевска покрена кампања за поддршка на децата со посебни потреби, наречена "Да создадеме свет без граници". Нови 165 регистрирани случаи на COVID-19 во земјава во последните 24 часа. Оздравени се 128 пациенти, а починати 7 лица. Министерот за здравство Венко Филипче ја истакна важноста на ангажманот на здравствените работници во последните 4 месеци. Им честитам на сите здравствени работници за макотрпната, посветена, пожртвувана работа сите овие изминати 4 месеци, многу нив и 24 часа на ден со чести дежурства целиот овој изминат период, докажувајќи дека со својата стручност и посветена работа и мотивираност се практично столбот во рамките на нашиот здравствен систем, а здравствениот систем столбот на државата, што од секојаш било, ама сега е видливо. Во таа смисла ќе ги продолжиме политиките кои што веќе ги имплементиравме. Свесни бевме дека мора да се инвестира најпрво во луѓето. Во таа смисла се издадоа над 5000 согласности за вработување. Над 1000 лекари се веќе вработени. Над 1000 медицински сестри. Огромен број на млади лекари пратени на специализација. Секој млад лекар шанса за платен стаж веднаш после добивањето на лиценцата. Сето тоа ја зголеми бројката на кадар медицински лица пред се во рамките на јавноздравствените установи. Здравјето пред се. Во време на корона криза тоа е најважно и најдрагоцено, но економските последици ќе разнишаат и ослабат многу сектори, велат економските аналитичари. За помош на фирмите кои едва обстануваат во време на корона криза, проценките говорат дека се дадени 1,4 милиарди евра. Голем дел од парите се земени преку кредитни линии. Универзитетскиот професор по економија Гадаф Реджепи смета дека тоа е огромна сума на пари дадени за краток период, ако знаеме дека состојбата со вирусот не се смирува. Сега се поставува прашањето како државата ќе се справи со економијата во наредниот период, од каде пари, но и како ќе се вратат. Требаше да се анализира дека ефектите ќе продолжат. И државата премногу брзо се задолжи и премногу пари, иако ова ќе звучи можеби за некој дека како е тоа возможно, премногу пари даде во општеството за многу краток период. Ако се случи, гледате, за тоа нели имаме ситуација ослободување, затоа што државата веќе не може да издржи да и помогне на економијата. Ако имаме полоша варијанта, искрено не знам колку може да биде полоша од колку што сега е, ако имаме многу полоша варијанта од на есена и понатаму, не знам сега како ние ќе му помогнеме на нашата економија, на нашите бизнеси. Дополнително проблем е што голем дел од парите за помош на фирмите во време на корона криза се дадоа без да се земат предвид кој колку загубил од вирусот. Требаше тие пари, тие средства да бидат насочени кон секторите кои на вистина ние ги затворивме, или продавница во Сити Мол, ние ја затворивме. Нормално е дека на таа компанија ќе треба да помогнеме и требаше да се помогне претежно на луѓето кои се самовработени. Пример, единствен работник или двајца или семејни бизниси. Тројцата работат, во четворица работат, исто семејство во еден мал ресторан. Па нормално дека треба да се помогне или во некоја продавница четворица работат. Нормално дека на овие бизниси требаше да се помогне, ама требаше да се моментално за сега бизнисите кои не беа во криза, да не им се дава субвенции, кредити да. Сепак на крај економските последици од корона кризата ќе зависат и од другите земји, како ќе се справат со пандемијата и последиците од неа. На повеќе места во Тетовско складиран смет ја загадува околината. Тетовци освен недостаток на хигиена како проблеми на градот ги посочуваат водоснабдувањето и сообраќајниот хаос. Потреба од решавање на речиси истите проблеми има и во руралните средини. Изборите нема ништо да променат, велат граѓаните.
Тетово се уште нема конечно решение за проблемот со депонирање на сметот. Со години во градот и околните села се создаваат диви депонии поради несовесноста на граѓаните, како и неажурноста на надлежните. Просторот пред православните гробишта е место каде редовно се создава голем куп од отпад. Од неодамна повторно се фрла ѓубре на надвозникот на излезот од градот. На ова место, на излезот од Тетово, пред неколку години имаше огромна дива депонија која што ги труеше тетовци. На истото место денес повторно има остатоци од отпад кои што ноќеска биле запалени. Освен хигиената, граѓаните во анкета како проблеми на градот ги посочуваат водоснабдувањето и сообраќајниот хаос. Повисоките населби имаат недостиг на вода за пиење, нема доволно паркинг места и има преголема фреквенција на возила. Највише со вода. Мислим за целиот Полошки регион. 9 депонии секаде има. Нема зеленило во градот. Не се одржува. Чистењето е нула. Хаос е во сообраќајот. Улиците не асфалтирани, кантите се ѓубре. Најпрлав град у Македонија е Тетово. Потреба од решавање на речиси истите проблеми има и во руралните средини. И кај нив не се целосно решени елементарните потреби како вода за пиење, чистота и слично. Ја плаќам вода за пиење, значи, а користим техничка вода, купувам вода за пиење. Да се работи во селата, да има патишта, да има електрично осветление, вода да има. Има доста проблеми, каналите за наводнување се тотално запоставени. Ланска година расуне 4 автобуса заминаја за Германија. Расуне за едно село 200 млади дотидат под 30 години. Што значи тоа е тешко. Анкетираните граѓани едногласно велат дека политичарите ветуваат само за време на кампањите, но потоа забораваат. На прашањето дали по изборите нешто ќе се промени, одговорот е ист. Па они све доека дојде на власт све ветува, после ги нема. Гостиварката Маргарита Милошевска покрена кампања за поддршка на децата со посебни потреби, наречена "Да создадеме свет без граници". Од политичарите се бара потпис на документ со повеќе барања за остварување на права за оваа категорија на граѓани. Под мотото "Да создадеме свет без граници", во земјава започнува кампања насочена кон децата со посебни потреби и нивните семејства. Целта е да се сврти вниманието на јавноста, особено на политичките ченители, за бројните тешкоти и предизвици со кои се соочуваат овие деца и нивните родители, и да им се пружи неопходната поддршка, барем малку да им се олесни секојдневието. Кампањата ја покрена гостиварката Маргарита Милошевска и самата мајка на девојче со церебрална парализа. Од политичарите се бара со потпис да се обврзат дека ќе се заложат за правата на децата со попречености. Ги повикувам сите политички партии на 8 јули спроти собрание во Жена Борец во 5 до 12 да дојдат и да го потпишат документот што го имаме припремено, неколку точки каде бараме промена на тргање на границата од 26 години од здравството, бидејќи децата после 26 години плаќаат здравство и за нас тоа е неприфатливо. Доделување на промена на законот за пензиско осигурување на родителите кои немаат остварено пензија, да се намали од 62 години на 55 години и некои многу други важни закони што се многу важни за нас родителите и за децата со попреченост. Милошевска додава дека кампањата е посветена на децата кои се лекција за тоа што значи безусловна љубов. Поддршка на активностите даваат неколку здруженија од Македонија кои делуваат во областа на заштита на правата на маргинализираните групи. Им ветувам на моите политички опоненти од СДСМ дека правда во оваа држава ќе има, а понижувањата на народот ќе престана, порача председателот на ВМРО-ДПМН на митингот одржан во Тетово. Пред граѓаните се обрати и носителот на листата во изборната единица 6 од коалицијата Обнова на Македонија Дафина Стојановска, која вети подобар живот во наредните 4 години со победата на ВМРО-ДПМН.
Нашата партија има надпартиски концепт. Граѓаните на 15 јули ќе треба да одберат дали и понатаму ќе живеат во срам и со големи неправди или ќе бидат горди македонци, рече лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. На нашите политички опоненти им се даде шанса. Можеа многу подобро, но не сакаа. Како и секогаш и нови избори тие настапуваат со празни ветувања и лаги, дека кога ќе дојдат на власт следува подобар живот, но наместо тоа граѓаните гледаат криминал и распродажба на државата, истакна Мицковски, кој вети правда и правна држава во наредните 4 години. Еве, јас ви ветувам, господа, од СДСМ, заедно со вашите нови коалициони партнери, верни слуги кои што до вчера беа со нас. Правда ќе има. Во првите 6 месеци ќе одговарате од прв до последен. Не може држава да правиме, а да не знаеме како се богатеа поединци на грбот на овој напатен народ. Не може лустрација да се носи. Не може да се носат законски решенија без да се знае каде и кој го оплячка народот. Без разлика од која политичка партија дојде. Ево јас да бидам прв. Јас и моето семејство први ќе бидеме, кои што ќе бидат опфатени со тој процес. Дафина Стојановска, носител на листата во 6-та изборна единица од коалицијата Обновена Македонија, истакна дека државата се наоѓа пред историски предизвик да се биде или да не се биде македонец во Македонија. Јас бирам, а ве повикувам и вие да изберете општество со срекни пензионери, кои ќе добијат поголеми примања како заслуга за сработеното, со задоволни и почитувани лекари и просветни работници. Нема да биде лесно да ги исправиме сите неправди кои ни ги нанесоа, почнувајќи од 27 април преку 1 август 2017, па 17 јуни, 30 септември и 19 октомври 2018, 11 јануари 2019 и уште ред датуми од срамната историја која за толку краток период ја испиша Зоран Заев. Пред тетовци се обрати и дел од кандидатите за пратеници во 6-та изборна единица од коалицијата Обновена Македонија. Ветија почиста животна средина, странски инвестиции, повисоки плати, но и зачувување на националното достоинство. Кандидатот за пратеник во 6-та изборна единица од коалицијата Можеме, Фаница Николовска, ја посети единствената фабрика за рециклажа на гуми во индустриската зона во Желино. Кандидатката за пратеник во 6-та изборна единица од коалицијата Можеме, Фаница Николовска, ја посети фабриката за рециклажа на гуми во индустриската зона во Желино. Таа рече дека се работи за домашна инвестиција од 8,5 милиони евра. Ова е единствена фабрика од ваков тип во поширокиот регион. Целта е да се заштити животната средина од автомобилските гуми како отпад, а добиениот материјал од преработката наоѓа примена за изработка на патишта, спортски терени и велосипедски патеки, рече Николовска. Таа додаде дека во фабриката се отвараат 300 нови работни места. Во посета сме на фабриката за рециклажа на гуми во индустриската зона во Желино. Фабриката е домашна инвестиција во висина од 8,5 милиони евра. Таа е единствена од ваков тип во поширокиот регион, која ќе заштити животната средина од автомобилски гуми како отпад. Користи најсовремена опрема за механичка преработка и нема негативен еколошки ефект. Добиениот материјал од преработката наоѓа примена за изградба на патишта, спортски терени и велосипедски патеки. Оваа фабрика ни овозможува 300 нови работни места. Компанијата од државата добива поддршка за враќање на средствата од инвестицијата во висина од 50% и поддршка за секое новоотворено работно место. Особено сме горди што еден ваков објект се гради во рурална средина, со што придонесува за унапредување и креира одржлив економски развој. Учествува во намалување на невработеноста, обезбедувајќи работни места за младите, со што директно придонесува за спречување на одлив на работна сила во странските земји. Во новиот мандат уште повеќе ги поддржуваме домашните фирми, а со членството во НАТО носиме рекорден број странски инвестиции, нови инвестиции, нови работни места и повисоки плати за сите. До крајот на мандатот ќе вратиме нашата економија на солиден и одржлив раст од 4%. Креираме нови работни места преку брза трансформација на македонската економија.
Николовска истакна дека владата ќе одвои 600 милиони евра поддршка за домашни и странски инвестиции, од кои 300 милиони евра се домашни средства, како и дополнителни 300 милиони евра од европски фондови. Секаде во Република Македонија сликата е речиси иста. Земјоделците изминативе 3 години ги доживеа најголемите неправди, истакна заменик министерот за земјоделие Цветан Димовски, кој беше во посета на општина Јегуновци и Брвеница. Она што сакам од тука да го ветам на сите земјоделци и во овој дел на Република Македонија дека се обврзуваме да инвестираме преку 640 милиони евра во делот на субвенциите кои што пред се ќе бидат редовно и навремено исплатени кон секоја категорија на земјоделец. Исто така се обврзуваме да инвестираме 80 милиони евра, односно 20 милиони евра на годишно ниво во делот на водостопанството, бидејќи знаете без навремено и квалитетно наводнување не можеме да збориме за рентабилно земјоделско производство. Унијата на жени на ВМРО ДПМН денес во Гостивар организираше марш низ градот, кој го предводеше носителката на листата во 6-та изборна единица Дафина Стојановска. ВМРО ДПМН во својата програма Обнова се обврзува дека ќе издвојува 1 денар за спортот и 1 денар за културата, токму од акцизите за нафта и нафтени деривати, оние акцизи кои што Социјалдемократскиот сојуз за изминативе 3 години дури 2 пати ги покачи. За едно деноноќие на подрачјето на СВР Тетово казнети вкупно 98 лица. Следуваат деталите од полицискиот билтен. На сите лица кои не носеле маски во изминатово деноноќие изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 со соодветната владина уредба. Во овој период на 51 лице, во Тетово 44 лица, во Гостивар 7, изготвени им се нови решенија за изолација од државниот санитарен и здравствен инспекторат, а извршени им биле контроли на 899 и 121 лице со вакви решенија. Полицискиот билтен бележи напад врз полициски службеници додека вршеле должност. Вчера околу 15 часот 40 минути на кружниот тек на улиците Маршал Тито и Благоја Тоска во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово го лишиле од слобода 44 годишниот тетовец АМ, кој ги навредувал, омаловажувал и неовластено ги снима полициските службеници кои преземале службени действија. Тој е задржан во полициската станица Тетово за расчистување на случајот. Неколку часа подоцна пак на улица Линденска во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово ја лишиле од слобода 48 годишната тетовка ТТ, која неовластено ги снимала додека преземале службени действија. Синоќа пак околу 22 часот 40 минути, 28 годишникот Тетово во СВР Тетово пријавил дека околу 4 часот 30 минути, враќајќи се од мотоцикл кон неговиот дом на улица 114 во Тетово, физички бил нападнат од неколку непознати лица кои користели тврди предмети, а потоа брзо го напуштиле местото. Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот. Кошаркарската федерација на Македонија одлучи следната сезона да има испаѓање од втората лига и да се формира трета лига. Од тетовскиот второлигаш Тетекс сметаат дека не се загрозени од оваа реорганизација. Управниот одбор на Кошаркарската федерација на Македонија одлучи следната сезона да има испаѓање од второлигашката конкуренција, бидејќи ќе биде формирана и трета лига. Од Кошаркарскиот клуб Тетекс ја поддржуваат оваа одлука и се согласуваат, бидејќи така ќе се зголеми квалитетот на првенството. Сака таа втора лига да направа единствена лига да биде лига од 12 екипи. Сега зависи на есен како ќе се пријава, што ќе се пријава и али оваа година ќе играме по стар систем. Значи пак ќе биде исток-запад. Сега треба да се пази за наредна година. Веројатно ќе бидеш 6 екипи од ваму, 6 од таму, тој смисол нешто. Не знам како им е конкретниот договор. Митува сака да направи една квалитетна втора лига, како што беше пред неколку време, неколку години, се играше една единствена лига од 10 клуба, беше доста поквалитетна. Од Кошаркарскиот клуб Тетекс велат дека не само што сметаат дека не се загрозени од испаѓање од лигата, туку амбициите на клубот треба да бидат повисоки, односно конечно Тетово да добие кошаркарски прволигаш. Тетекс, мислим, се да не кажувам, е голем клуб. Голем клуб ќе биде кој ќе влезе во прва лига, меѓутоа и тоа
сме на некои разговори да и тоа биде некој. Затоа што Тетевс 50 години игра во втора лига, време е веше. Меѓутоа условите за сега у Тетово нема сала со паркет и немаме услови за прва лига. Ми да направиме екипа сега, да направиме и екипа и услови, да направиме резултат, не можеме да играме во таа. Мислим дека Тетевс не е загрозен, играчкиот кадар скоро истиот ќе биде тука. Немамо некој најава дека некој ќе замине во поволен клуб. Само ми се чини дека ќе направиме едно подмладување, ќе донесеме 2-3 помлади играчи да се каля у клубот, така да мислим Тетевс пак ќе биде меѓу првите 4 екипи. Рокот за пријавување на екипите за настап во втората лига е до 1 септември, а потоа ќе биде познато и колку екипи ќе се надпреваруваат во единствената втора лига од сезоната 2021-2022 година. Почитувани гледачи, овде е крајот на регионалните вести. Останете со програмата на телевизија Кисименада. Пријатно!